Господин Джафери, во врска со вашата дискусија би сакал да потенцирам неколку работи. Прво, апсолутно мислам дека Република Македонија и Косово треба да имаат добрососедски односи и дека треба да имаме односи на уважување, почитување, економска соработка и во тоа нема дилеми. Истовремено, мислам дека председателот, премиерот на Република Косово исто така и председателот на нивното собрање водат конструктивна политика и водат политика која што едноставно сака да има нормализација во регионот. Истовремено, мислам дека господинот Албин Курти, како пратеник во Косовскиот парламент, не действува конструктивно во Косовскиот парламент, затоа што на секои 2 недели тој или неговите, тој или неговите пратеници пуштаат созавец во парламент. Значи, зборуваме како парламентарци. Сметам дека политичко действување, кое што подразбира пуштање на созавец секои 2 недели во парламент, не е конструктивно. Истовремено, мислам дека е неконструктивно кога истиот парламентарец и истиот пратеник ќе дојде во Република Македонија да се приклучи на шарената револуција заедно со СДСМ, заедно со првенците на СДСМ и ќе почне да извезува демократија во Република Македонија. Значи, не се согласувам ниту со созавецот во Косовскиот парламент, истовремено не се согласувам кога истото лице со истата деструктивност ќе дојде во Република Македонија и ќе се приклучи на протести кои што ги вандализираат, оштетуваат, каменуваат и бојодисуваат институциите и објектите во Република Македонија. Тоа е моја принципиална позиција, тоа го сметам, тоа е мојата перцепција и истовремено сметам дека во овие околности и во сите други околности треба да действуваме, да имаме мирна атмосфера, да ги намалуваме тензиите и да работиме на она што се нарекува конструктивност и во Македонија и во регионот. Уште еднаш ќе речам, ќе ви дадам процедурално. Уште еднаш ќе речам, сметам дека со Косово треба да имаме добрососедски односи, дека во минатоство сме имале добри моменти, имало и моменти кога исто така некои несогласувања биле особено изразени, но не би сакал да се навраќаме на минатото. Би сакал во иднина со Косово да имаме добра економска соработка, спортска соработка, културна соработка, повеќе гранични премени и заедничка европска иднина. Тоа е моја позиција и мислам дека на тој начин треба да градиме Европска Македонија. Европска Македонија и Европски Балкан не треба да се гради со ситуација во која што ќе имаме во било кој парламент. Во било кој парламент насилство, созавец или насилство по улиците. Тоа би бил мојот одговор кон вас. Гледам дека повторно сакате реплика.